Почитувани гледачи, продолжуваме со представувањето на кандидатите за градоначалник на овие предвремени локални избори. Денес наш, но и ваш гостин, господинот Константин Георгиевски, кандидат за градоначалник од СДСМ и коалицијата. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Поздрив до сите гледачи на ТВМ. Господин Георгиевски, веќе сме на крајот на првата недела од оваа предизборна трка. Па на самиот почеток, како ја оценувате кампањата? Дали сте задоволни како се одвива и што очекувате? Дали ќе имаме ни фери демократски избори? Па според мене кампањата во изминатите денови, значи во самиот почеток, во глобала е фер и коректна од страна на сите кандидати. Јас и минатата година бев учесник во локалните избори, терав кампања како носител на листата на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. И тогаш и сега задржавме едно високо ниво на политичка култура и меѓусебно почитување со другите кандидати. Изборниот процес е еден процес во кој што покрај организаторот на тој процес, значи актуелната власт, за демократската атмосфера и текот на самиот изборен процес играат улога и во тој процес учествуваат сите учесници во изборите. Така да одговорноста е подеднаква и поделена на сите нас. Се надевам дека така ќе биде и во втората половина од кампањата. Имаше некои ситни исклучоци во изминатите денови, меѓутоа сепак тоа е политика и веројатно е нормално да имаме и такви моменти во една кампања. Така. Сега вие сте паралелно и вршител на должноста на градоначалник поради несаканата ситуација која што се случи, пред време го изгубивме градоначалникот Јован Стојановски. Колку тоа ви попречува или пак ви олеснува кампањата, или ви имате некакво чувство дека цело време сте во некаква кампања всушност, затоа што сте тесно поврзани со сите случувања во локалната самоуправа, со сите оние проекти, некако ова како да доаѓа како продолжение на сето тоа? Па добро, јас бев советник во советот на општина Охрид изминатата година и половина. Сега ево 3 месеци сум ВД градоначалник. Да, точно е тоа. Покрај тоа што останатите кандидати имаат време за кампања да се посветат на разноразни активности околу анимирање на гласачите. Јас имам обврска да го водам градот и мене ми е пред све тоа на прво место. Луѓето гледаат и мислам дека слободното време го користам за активности околу изборите, меѓутоа градот мора да живее, си има секојдневни обавези во општината, си има тековни проекти кои што по цена на изборите не смеат да бидат запоставени. Улогата на градоначалникот тука е клучна и јас сум посветен на општината и во овие моменти на кампања, затоа што сепак тоа ми е на прво место, а во однос на резултатите изборите, целиот ангажман и валоризацијата на тој труд се надевам дека ќе дојде на денот на гласањето. Така. Разгледувајќи вашата програма, ги сретнав оние проекти кои што ги имавте и во програмата која што беше пред 2 години, но некои се проширени, некои се дообработени. Што ќе ви биде вам приоритет, како кандидат за градоначалник? Со што прво ќе се зафатите или од каде ќе продолжите, ако можам и така да се изразам? Да, јас веќе сум зафатен и само планирам тоа што го работевме изминатата година и неколку месеци да го продолжам. Зборуваме за еден полумандат од 2,5 години. Точно, тоа е малку е хендикеп во овој случај. Би било илузорно да настапуваме со некакви програми во кои што би биле застапени проектите кои што сите ние ги посакуваме и тежнееме да ги направиме, меѓутоа е невозможно едноставно за толку краток период сето тоа да се изведе. Посебно кога ќе си натре во општината, во локалната самоуправа, многу ти е појасно како функционира целиот тој систем и јас
инсистирав да мојата програма е што пореална, што поконцизна и кога би успеале да оствариме некој 80% од тоа, јас би бил пресреќен. Пред све, во општината главен проблем кој што е напластуван со децении е огромната задолженост. Чекорите кои што ги презедовме во изминатиот период и во овие 3 месеци најмногу време потрошив на преговорите со доверителите во однос на изготвување на листата за раздолжување. Јас сум многу задоволен од успехот кој што го постигнавме. Па така, како што знае веќе јавноста, од владата на Република Македонија, како и на сите други општини во Република Македонија, со законот за помош на единиците на локална самоуправа и единките формирани, нам ни припадна 495 милиони денари кои што се вкалкулирани во буџетот и изгласани и представуваат средства кои што се на посебна сметка. И поднос на преговорите со доверителите успеавме да заштедиме дополнително 260 милиони денари, значи тоа се вкупно негдека намалување на долгот за околу 760 милиони. Со тоа стануваат долг на општината, збориме до 39.2018, до тогаш беше пријавувањето на побарувањето од страна на доверителите. Остануваат уште 530 милиони, за кои што 530 милиони имаме соодветна конструкција, како сето тоа ќе го изменаџираме и приливот на средства кој што е планиран во буџетот за наредните 2,5 години, мислам дека има огромни шанси на крајот на овој полумандат конечно да имаме деблокирана сметка на општина Охрид. Кога тоа ќе го направиме, тогаш можеме да почнеме да зборуваме за крупни капитални проекти финансирани од страна на општината. Но сепак, додека се раздолжуваме, општината мора да функционира и да живее. Сигурно паралелно со раздолжувањето ќе реализирате некои проекти кои што може да се реализираат, може би не толку капитални колку што би сакале, но сепак инфраструктурата секогаш е проблем и секогаш треба да се инвестира. Хигиената, проблемите со кои што ги имаме секојдневно, значи еве со кучињата скитници, за кои што никој од градоначалниците така сериозно не се зафати, а тој проблем станува се поалармантен. Може би навидум вака ситни проблеми, но секојдневни кои што ги тиштат граѓаните. Како ќе се справувате со тие проблеми кои што навистина ги тангира локалното население и не се за занемарување? Па ние во услови на блокирана сметка и дозволена судска рамка од 50 милиони денари, изминатава година инвестиравме во инфраструктура. Со процесот на раздолжување тоа само ќе се зголемува и интензивира. Што се однесува до проблемите кои што вие ги наведивме, ние во сите тие проблеми презедовме чекори. Па така, во однос на подобрување на чистотата и модернизација на јавните предпријатија, набавивме нови 7 комунални возила за јавното предпријатие Комуналец, кои што граѓаните секојдневно ги гледаат по улиците и се во функција на градот. Во однос на решавање на проблемот со кучињата скитници, преземавме конкретни мерки согласно важечките законски прописи. Веќе стационарот во Мауцкер функционира, тамо се веќе згрижени дел од кучињата скитници, избрана е фирма која што ги дава ветеринарните услуги, набавени се возила за шинтерската служба и полека го решаваме и тој проблем. Меѓутоа, проблемот со кучињата скитници е, да речам, малце по-сложен, затоа што секојдневно се појавуваат нови кучиња скитници. И има индиции дека и од други градови дури се носат во нашиот град. Така да, мислам дека во изминатиот период е евидентно намаленото присуство на кучиња, бидејќи веќе функционира шинтерската служба. Сега не може да го решиме тоа во еден месец. Битно превземавме конкретни чекори, кои што години наназад, за жал, не беа превземани. Голем проект кој што
сакате да го реализирате, веќе е во некаква првична фаза, е целосна реконструкција на Аба Семин и на уште неколку така поглавни сообраќајници во градов, кои што се можеби едни од главните артерии во сообраќајот. Да, Аба Семин е една од клучните улици која што во Охрид ќе биде реконструирана во наредниот период. Аба Семин беше планиран и во минатата година и тоа е проект кој што е делумно финансирано од Европска банка за обнова и развој. Таму се обезбедени 600.000 евра за фекална, атмосферска и водоводна нова канализација и за тие три ставки од комплетната реконструкција на таа улица, Министерството за транспорт и врски секој момент треба да распише тендер да се избере изведувачот за тие три ставки. Тој беше проект кој што изминатите неколку месеци, 6-7-8 месеци беше заглавен во бирократски процедури. Јас многу состаноци одржав со министерот Сугаревски и со службите во Министерството за транспорт и врски по однос на тој проект. Консултантите кои што беа избрани за тој проект има одредени замерки на одредени технички аспекти на проектот, иако веќе ревизијата беше завршена. Значи има забелешки околу дебелината на тампонот и одредени ставки во предмер пресметките. Со службите од комуналниот фонд во општина Охрид сето тоа го испеглавме ние и сега имаме позитивни оценки по однос на проектот и се чека распишување на тендерот. Кога ќе се заврши тоа, значи тие три и таа улица ќе се прави во три фази. Кога ќе го завршиме тоа, другите делови од реконструкцијата на улицата, тоа е останатата инфраструктура во тротоари и асфалт, тоа се ставки кои што се на терет на општината, значи од нашиот буџет тие ќе ги изведуваме. Тие беа планирани и за 2018 година, меѓутоа и тоа што не се реализира тој проект, остварувањето на буџетот на општината по однос на улици и патишта беше помал, токму ради тоа што не изведовме таа улица. Така да тоа е еден проект кој што ден побрзо го очекуваме да го започнеме и мислам дека во летниот период веќе ќе можеме да работиме на улицата Аба Семин. Сега ме интересира, бидејќи реков, овие се проблеми кои што ги тангираат охриѓани, но исто така се живо заинтересирани што локалната ќе прави за заживување на економијата и за развој на туризмот како главна стопанска гранка, мимо она што веќе владата го прави со воведување на повеќе чартер летови. Значи, што на овој план, како го замислувате развојот на Охрид во наредните 2 години? Добро, Охрид е град кој што е, да речем, во една економска транзиција се уште. Зошто? Затоа што изминатите години наназад туризмот никогаш не бил главна гранка на економијата во Охрид. Во Охрид сите знаеме дека имаше огромни индустријски комплекси, ЕМО, Застава, Братство, Лихнида, фирми големи кои што вработуваа илјадници луѓе. Со настапот на транзицијата, затварањето на тие фирми, луѓето полека се насочуваа кон туризмот, затоа што едноставно веројатно тука го гледа излезот на нивната економска, да речам, економско функционирање. И целиот тој процес изминатите години вроди со плод за експанзија на туризмот во Охрид. Меѓутоа, ние како град сме со ограничени ресурси за развиток на тој туризам и тоа е процес во кој што ќе ни требаат уште години. Ние како локална самоуправа на сите тие кои што се занимаваат со туризам, кои што инвестирале во хотели, во сместувачки капацитети, треба да му створиме услови за развиток на нивниот бизнис. Значи, таму кај што немаме планови, да донесеме планови, таму кај што не функционира јавната чистота, да ја подобриме, таму кај што фали промоција, да промовираме, да шириме туристичката понуда, да ја продаваме приказната за Охрид во светот, да му помогнеме да донесат туристи. Така да има широк диапазон на можности каде што општината има импакт и каде што треба да се делува. Меѓутоа, сепак треба еден студиозен и концизен пристап
заедно во да речеме една соработка со сите тие туристички агенции, туроператори, сите луѓе кои што се инволвирани во туризмот, пред се во проширување на туристичката понуда и проширување на траењето на туристичката сезона во Охрид, кога ние би имале поголемо траење на туристичката понуда, туристичката сезона со поголема понуда, сигурно и финансискиот бенефит би бил подобар. Така. Сега, за да имаме еден развиен град, една развина општина, многу важно е да имаме образовани луѓе кои што ќе живеат и кои што ќе творат и создават тука. Се инвестира во образованието, знам дека еден од приоритетите во вашата програма е тоа да се подобрат условите во образовните институции, но на крајот на денот многу важно е и да направиме услови тие образовани млади луѓе да ги задржиме во градот. Значи, еве ако можам да ги спојам тие две точки. Значи, што правите, што ќе правите за подобрување на образовниот процес, образовните институции, условите за образование, бидејќи тоа е под ингеренција на локалната, и како ќе ги задржиме младите да останат во Охрид. Знам дека сите од нив си го сакаат градот, но само им треба добри услови за да можат тука да продолжат да екзистираат. Да, буџетот на една општина се спрема месеци наназад. Да речам, према некои согледувања тоа треба да почне од кај јуни месец, према одреден буџетски календар за да го донесеме ние пред крајот на годината. И кога со покојниот градоначалник разговаравме во однос на буџетот за 2019 година, тоа беше уште септември месец, па октомври месец, неговото инсистирање и неговата желба беше да 2019 година е година на образованието во Охрид. И затоа така и е скроен буџетот оваа година. Имаме големи издвоени средства за инвестиции во образовните установи во градот. Преку 25-30 милиони денари се планирани за капитални инвестиции, а вкупниот буџет е 60 милиони. Значи, планирани се за време на распустот, кога можеме да работиме во школите, замена на кровови, замена на инсталации, замена на столарија и други инвестиции во образовните институции. Искрен да бидам, не знам колку ќе успееме да потрошиме од тие пари, затоа што се судруваме со недостаток на проекти, се судруваме со административни бариери. Голем дел од школите немаат имотни листови. Не можеме да земеме одобрение за изведување на тие работи. Така има една низа на проблеми. Во случајов малце е можда неверојатно иронично, секогаш кај нас биле проблем парите. Во моментов не се проблем парите. Проблем се други бирократски процедури кои што не спречуваат да конкретно делуваме во одредена сфера. Не е само тоа за образованието, и тоа е посебно фрустрирачки за еден човек како мене, кој што цел живот работел приватно и сега се наоѓаат во еден систем кај што за да распишиш тендер, да имаш асфалт, да ги пополниш дупките низ градот, ти требаат 3 месеци. И тоа е, да речеме, една процедура на која што човек треба да се навикне и колку што може да ја убрза за да сме ние сервис на граѓаните, а не да сме кочница. Тоа е во однос на инвестирањето во образованието. Се надевам што можеме повеќе сезона ќе изинвестираме од тие пари по образовните институции кои што ни се во буџетот. А додека за останување на младите, за перспективата нивна овдека, ние како локална самоуправа мора да створиме можност да приватниот сектор, приватниот бизнис, таму кој што 90% од младите кои што го напуштиле Охрид, тие луѓе кои што отишле да живеат од Охрид во Скопје, 90% работат по приватни фирми. Значи, таквите фирми да инвестираат тука и да си ја гледаат младите луѓе иднината и перспективата тука. Иселувањето од Охрид е ради тоа што
Младите луѓе немаат тука работа, немаат иднина. Така, јас деца не можам да ги однесам на кино, ги носам Скопје. Значи ние немаме кино во градов. И мора да се насочиме да го развиваме нашиот град. Некако Охрид ни остана назад во времето, а работите се движат така со едно позабрзано темпо. Не фативме чекор со времението и затоа младите, барајки нови можности, заминуваат од градов. Да, така е. Треба да работиме да го спречиме тоа. Така, значи тоа е навистина еден горлив проблем, затоа што јас велам попусто ќе ни е и град и општина и се ако немаме луѓе кои што ќе живеат тука, а веќе населението ни старе и како што многу пати споменуваме ние новинарите, веќе владее она бела чума во градот и тоа подитно треба да се преземат мерки да се промени. Ме подсетивте на едно прашање кога споменавте бирократија, процеси, губење време, администрација и така натаму. Каква локална администрација можеме да очекуваме со вас како градоначалник? Се правеа и во минативе 2 години некои напори да се смени тој концепт на работа на локалната администрација, докаде сте стигнати, еве знаете и вие бидејќи сте на таа функција моментално, но што доколку вие станете градоначалник, што би менувале? Каде ги гледате тие некои недостатоци и пропусти во локалната администрација? Години наназад не е инвестирано во луѓето. Администрацијата е затоа таква во општината, затоа што во тие луѓе таму не е инвестирано. Значи, имаме ние една гломазна во Охрид, голема администрација, точно е тоа. Меѓутоа, перцепцијата која што е широко распространета низ луѓето, низ народот во Охрид, па истата перцепција јас ја имав, дури не влегов во општината и не видов како се тоа функционира, е дека тоа не функционира, дека таму никој ништо не работи, дека никој никому не сака да заврши работа, меѓутоа не е така. Таму јас сретнав вредни, честни, исполнителни луѓе, кои што си ја сакаат својата работа, кои што сакаат да работат во интерес на градот, и добар дел од луѓето таму се такви. Нив им треба соодветна мотивација, треба да инвестираме во нив, да ги пратиме на обука од секаков вид, да правиме тим билдинг со нив како сите нормални, да речам, дали компании или организации кои што функционираат во денешно време. Дел од луѓето кои што не се соодветно мотивирани, да ги мотивираме, да воспоставиме процес и процедура на носење на одлуките и на функционирање на тие луѓе од текот на денот, да му дајме работни задачи. Никој од нив нема да одбијат. Не се тие криви што јас како градоначалник не сум обезбедил за некого работни задачи. Па сега да го бркаме него дали ошел кафе да пијат или не. Значи не треба да биде поентата на функционирањето на локалната самоуправа таа. Мора да профункционира таму системот на награда и казна и со еден чесен од моја страна пристап и да речам коректен, мислам дека се придвиживме изминатиот период колку што можевме во однос на функционирање на сета таа администрација таму и луѓето сакаат само малце внимание. Има дел од вработените кои што како и секој човек другите проблеми ќе си ги донесит на работа, па не е љубезен со клиентите, меѓутоа тоа се да речам изолирани случаи кои што треба можда и советодавно да делуваме или да му помогнеме доколку има некаков проблем. Јас не сум човек кој што е склон на репресија, иако мислењето расширено низ луѓето, низ народот е дека треба да стегнеме администрацијата. Со тоа што ќе ги натрупаме со работа, самите ќе си се стегнат. Значи сега нас ни се отвараат перспективите како држава. Сега ќе почнеме предпристапни фондови да имаме достапност до најразноразни проекти и сите треба да ги вклучиме во тоа да работат во интерес на општината.
Така да... Значи треба само да се открие кој какви квалитети и можности има и да се употреби, значи тоа што е како знаење и како искуство од таа администрација. Има таму и како квалитетни луѓе кои што совршено си ја знаат работата. Ресурси треба да се направи. Да. Предпоставувам дека ќе си донесете и ваш тим или веќе доколку станете градоначалник имате некаква визија со кого се би работеле? Дали тоа би биле луѓе само од внатре или би правеле тими со експерти кои што се однадвор? Како го замислувате функционирањето на локалната од тој аспект? Добро, луѓето кои што се таму, јас сите добро ги познавам, тие беа првите соработници на покојниот градоначалник Стојановски. Секојдневно бевме заедно во сите овие проекти кои што ги тургавме заедно. Како и секоја работа, од дел од нив сум задоволен, од дел од нив не сум задоволен во однос на работата и можда доколку станам градоначалник не сум размислувал нешто конкретно на таа тема. Можда ќе имам еден-двајца мои луѓе кои што ќе ги повлечам со мене. Тамо треба да речам помош во однос на филтрација и процес и процедура на носење на одлуки во општината. И треба да има еден да речам човек кој што ќе се грижи за тоа. Има одредени сектори кај што треба да делуваме, кај што имам детектирано слабости. Дел се решливи, дел се малце потешко решливи, дел се за жал нерешливи за брзо време. Али во глобала тоа би било тоа, може да еден-двајца луѓе, ништо повеќе. Сега ме интересира, веќе сме при крај на ова ваше представување, што е она што би сакале да го одбележи вашиот мандат како градоначалник? Рековме, можеби е хендикеп што само 2 години тој што ќе е градоначалник ќе биде прв човек на градов и нема многу време за реализација на некакви поголеми проекти, затоа што рековме се процедури во прашање, па сето тоа треба да помине време за нешто да се направи, но сепак, имате ли некоја желба или некој проект кој што сакате вие во вашиот мандат да го направите? За кој што посебно ќе се залагате? Многу би бил среќен доколку за 2,5 години имаме 0 долгови. Тоа би било затоа што тоа ќе е базата за секој следен развој на општината, независно кој ќе е градоначалник. Тоа ќе можеме да разговараме за нови школи, за нови градинки, за катни гаражи, за пречистителни станици, значи за крупни работи. Тоа е еден дел. Друго нешто на кое што би бил многу, да речам, за овој краток период што можеме да го направиме, би било супер доколку би го реализирале проектот за реконструкција на КЕО. Зошто? Затоа што тоа е во центарот на Охрид. Како што зборевме до сега, туризмот е главна алка во функционирањето на градот. Значи, тоа е лицето на градот и во секоја модерна метропола, во секој туристички центар, тоа што е најударно, е најубаво и најсредено за да привлечеме ние туристи, да имаме инкам на средства, како финансиски, така и промотивни и сето тоа, како би можеле полека и периферијата да ја развиваме. Значи, тоа е еден добар проект кој што исто така многу труд вложивме и успеавме за 1 година да дојдеме до правосилно одобрение за градба. Секој што направил на куќа дома, знај дека најголемиот проблем е да стигнеш до одобрение. Па после за пари, кој зел кредит, кој пуштил вујкото од Америка, се снашал го направил, така и ние. Значи, одобрението за КЕО го имаме, апликацијата према Светска банка за средства уште е валидна, таму уште има реевалуација на проектите, така да тоа е проект кој што секако ние ќе го туркаме и ќе го финансираме со странски пари најверојатно. Општината нема да ја задолжуваме или да трошиме општински буџетски пари за реализација на тој проект, а реализацијата на тој проект би бил од одлично значење и за Охрид и за граѓаните, а е нешто што можеме да го направиме за овој период што следи од 2,5 години. Инаку, ако почнам да зборувам за крупни проекти, тогаш имаме многу поголеми идеи, меѓутоа времето е кратко. Така.
Вие сте доктор по вокација, сигурно многу добро внатрешно ги знаете проблемите во здравството. Што тука би можело да се направи на локален план? Општината нема многу ингеренции тука. Да, јас добро ги познам состојбите во охридското здравство. На Охрид му е најургентно потребен нов здравствен дом. Сите знаеме состојбата со популарно виканата маларична каква е. И ние како општина во услови кога централната власт е на наша страна, имаме поддршка од таму, сме должни да лобираме и да се бориме за градот и да излобираме да се изгради нов здравствен дом. Со гордост можам да кажам дека проектот е одобрен во годишната програма на Министерството за здравство за изградба на нов здравствен дом во кругот на болничкиот комплекс, додека просторот кај што се наоѓа сегашната маларична ќе се решава после носење на ГУП-от кој што очекуваме после избори конечно да го завршиме. И тука доста време, да речем, бев насочен и мислам дека конечно Охрид ќе го добие новиот ГУП после изборите. Тука да изработиме нов детален план за тој опфат и да видиме, да испланираме какви содржини би имале тука. Новиот здравствен дом ќе биде буџетски финансиран во буџетот на владата на Република Македонија за следната година. Така. Рековте 3 месеци сте на тоа жешко столче градоначалничко, затоа што колку што носи можеби некакви бенефици, можеби некој е задоволство како прв човек на градот, но многу и одговорности. Како ја чувствувате оваа функција, бидејќи вака надворешно поинаку делува и самиот рековте, а кога ќе си внатре во локалната, кога ќе се соочиш секојдневно со проблемите кои што ги тиштат и граѓаните, а не можеш веднаш да им помогнеш, па и администрацијата која што треба да се донесе во некаков ред, проектите кои што чекаат со години за да бидат реализирани. Какво е вашето чувство? Колку енергија треба, колку време, колку самоодрекување за да се фатиш во коштец со еден ваков предизвик? Да. Политиката мене никогаш не ми била некоја посебна амбиција и никогаш не сум се гледал, ниту пак сега се доживувам како политичар. Имам 41 година и се сметам за човек кој што е со свој собствен идентитет и интегритет реализиран на професионален, на приватен и на секаков план. И некогаш идеш во стадиумот животот кога сакаш да пробаш нешто ново и мислиш дека можеш да придонесиш за средината. И тоа беше причината зашто и се вклучив и на минатите избори, а и сега судбината така сакаше да бидам јас тој кој што бев најповикан во моментот да седнам на таа електрична столица, градоначалник на Охрид. Многу е тешка работата, има страшни притисоци, има многу препреки, тераш беаш пред проблем планина. Ама добро, јас сум планина. Но вие сте, тоа сакав да кажам, да. Предизвикви се планините и височините. Да. И со еден чесен пристап, со еден организиран и систематски пристап на решавање на проблемите може да се има успех, меѓутоа цената е висока. Нема слободно време, има многу обврски, меѓутоа сепак на крајот на криштата станува збор за Охрид и чест е да се биде градоначалник на Охрид и да се работи во интерес на најубавиот град во Македонија и пошироко. Јас го сакам Охрид и во овие 3 месеци апсолутно максимално се вложив за што подобро функционирање и подобрување на градот и на животот на граѓаните. И во иднина ќе продолжам така, затоа што Охрид е прекрасен, меѓутоа има сегменти каде што сме покажале ние како граѓани нашата негрижа
према Охрид. Не можеме ние како локална самоуправа, не можеме да исчистиме толку диви депонии колку луѓето кои што немаат свест ќе ги створат. Така. Па у нас секогаш важи дека колку што може да извалка, не можат ни 10 луѓе да исчистат. Треба да сите заедно како општество, како заедница да поработиме малце на подигнување на свеста, а ние како локална самоуправа да им створиме услови на граѓаните да подигнат свеста. Така. Ние во градов немаме депонија, па не е некој крив што го фрла ѓубрето кога нема депонија, пример. Така да зборуваме за проблеми кои што се многу подлабински, многу по-суштински отколку само да делуваме кампањски ад хок, нема да ги решиме. Така. Благодарам за ова ваше представување пред охридската јавност. Посакуваме да имаме мирни фер демократски избори. Уште една недела ни останува од кампањата, да протече се во најдобар ред и доколку вие бидете градоначалник на градов, да извршувате функцијата така студиозно како што се вршите и вашата професија како доктор. Ви благодарам.